Добар ден и од мене стартува уште едно ново издание на магазинот за родителство 0+ месеци на телевизија Телма. За предизвиците од растењето во двојазична средина и најсоодветниот период за учење странски јазик. Денеска разговараме со Слаѓана Трајкова, мастер логопед од Заводот за рехабилитација на слух, говор и глас. Добре ни дојдовте. Добре најдов. Да започнеме од тоа, што е билингвизам? Како се дефинира? Најпрво да се заблагодарам на поканата што ме поканивте, повторно да бидам гостинка во вашава емисија. Билингвизам тоа е способност на детето кое расте во едно семејство, истовремено да зборува на два јазика. Постојат повеќе дефиниции за билингвизмот, иначе доаѓа од латинскиот збор билингвус, што значи двојазичност. Како што имаме монолингвизам, кога детево зборува на еден јазик, имаме трилингвизми, значи кога зборува на три јазика, имаме полиглоти, значи кога децава зборуваат повеќе од 10 јазика. За билингвизам се смета дека истовремено знае и умее да ги користи и двата јазика. Сега, некој јазик може да преферира малку повеќе, се мисли како активен говорник, добро да го владее, добро да го зборува, а се толерира другиот јазик, например странскиот јазик, да биде како пасивен говорник, значи да разбира све што се зборува, меѓутоа да не биде толку активен како што е мајчиниот јазик. А под билингвизам се подразбира истовремено кога детево совршено ги зборува активно и двата јазика истовремено. Какви форми на билингвизам има? Се среќава во литературата од она што може да се прочита на интернет, ран билингвизам, симетричен билингвизам, доцен билингвизам. Да. Темата прибидејќи е наменета за деца, за ран развој, се мисли за деца, меѓутоа билингвизмот се јавува исто и кај возрасни луѓе, кај една друштвена група, социјална група, така да спрема поделбите имаме повеќе видови, повеќе форми. Тоа е ран билингвизам, кога детето ги зборува двата јазика пред 4-та година. Потоа имаме покасен билингвизам, кога го учи и вториот јазик, странскиот јазик, освен мајчиниот јазик, после 4-та година. Потоа имаме симетричен, како што кажавме, истовремено убаво, совршено ги зборува и двата јазика, и асиметрично, како што кажавме, едниот повеќе го зборува, а другиот можеби само да го разбира. Рековме, поделбата може да биде и на друштвен билингвизам, на социјален билингвизам и индивидуален билингвизам. Така, доколку детето расте во средина каде што активно се зборуваат два јазика, кој јазик се смета за мајчин јазик? Па вака, самото име кое ќе се слушни мајчин јазик, значи се подразбира јазик кој што го учи пред се од својата мајка. Мајката не мора да биде биолошка мајка, значи може да биде некоја особа, личност, која што 90% од времето нели го поминува со детево. И таа особа или таа личност што го учи детево да зборува, се мисли дека е тоа мајчин јазик. Или по дефиниција, велиме мајчин јазик е оној на кој што детево сонува. Значи во сонот, кога сонува некој сон, и така кога зборува, се зборува на мајчиниот јазик. Мајчиниот јазик е оној на кој што детево мисли, расудува, донесува некои идеи, некои заклучоци, значи процесот на мислење, исто така треба да биде на мајчин јазик, па дури математичките операции кога смета, кога собира, кога одзима, исто така го користи мајчиниот јазик. Тоа е оној јазик што се вели првиот јазик на почеток, детето што го совладува, и оној што го е обкружено од страна на оние на најблиските. Детево го учи многу рано, започнува уште од 18 месеци, па дури и порано почнува да го учи мајчиниот јазик. И секој пат кога се учи, оди од линијата од доздолу према нагоре. Значи ги учи оние на почеток најелементарните компоненти на говорот, тоа се гласовите. Гласовите ги учи во мајчиниот јазик. Мајчиниот јазик, пример, во нашиот систем имаме 31 глас. Детето дека е мало ги учи од својата мајка сите гласови. Онака како што ги таа изговара, тоа ги слуша и ги ја имитира.
со незината обоеност, дали се пријатни гласови, дали се непријатни гласови, детево на тој начин ги учи. Тоа е всушност мајчин јазик, кој што е многу елементарен и прв јазик кој што детево го учи несвесно. Несвесно. За разлика, например, од страниот јазик или другиот јазик, детево го учи свесно. Значи, тоа е свесно, тоа му е дадено дека треба да го учи. Свесно е тоа. И секој пат учењето на странскиот јазик оди од линијата од озгора према надолу. Например, мајчиниот јазик детево го учи од оздола према нагоре, да, обратно. Прво гласовите се учат, па после оние повисоките елементи кои што ги сочинуваат јазичните единици на еден систем, на јазик на една земја. Значи, тоа се граматиката, прагматиката, морфологијата комплетно се изучува. Се учи синтагмата, така да оди од нагорна граница. Од оздола према горе се учи мајчиниот јазик. Дали растењето во двојазична средина понекогаш може да представува и проблем за детето, за неговиот развоен, говорен развој? Може ли да дојде до некаков проблем? Вака видите, кога секој пат ние апелираме исто како логопедска дејност, убаво е детево да знае странски јазик. Убаво е уште еден јазик да знае. Како што велат, учење на странски јазик тоа е пасош спрема светот, нели? Тоа се зборува и тоа е нешто најблагодарно и нешто добро што се вреднува во едно дете и кога е способно тоа да го учи. Сега, учењето на јазикот кога е рано, кога ќе се почне рано да се учи, пред третата година, 2,5-3 години, како што рековме, тоа е несвесно и тоа брзо и лесно го учи. Меѓутоа, ако детево е прекорачи после 4-та, 5-та година, 6-та година, ако му се вметне како додатен странски јазик да се изучува или да го учи, услов, ако не го научи мајчиниот правилен јазик да го зборува, да го владее, може да се јават потешкотии, не само во мајчиниот јазик, потешкотии може да се најдат и во изучување на странскиот јазик. Ако мајчиниот јазик е оштетен, оној примарниот, како што велиме, дисфазичен јазик, ако прави грешки во самиот мајчин јазик и ако на детево му се вметне уште еден јазик да изучува, а тоа не е зрело толку, значи неурофизиолошката основа на неговиот централен систем не е се уште толку созреана за да го прими уште овој додатен стран јазик, во тој случај може да ни се појават некои нарушувања во не само на говорен план, нарушување може во целокупната психомоторно однесување да се јави кај детето. Затоа треба да бидеме многу внимателни кое време треба да се отпочне, да се започне изучување на странски јазик и јас секој пат апелирам да родителите треба да побарат. Можете ли да прецизирате кога е најдобро време? Значи, иако индивидуално нели детето треба базичната основа на мајчиниот јазик да има сосема совладано, тоа е индивидуално. Некој дете порано ја совладува, некој подоцна. Но како што споменавте, 4-та, 5-та година тука некаде? Вака сега, во наши услови, доколку пак повторно ќе речам, ако нема потреба толку да се изучува странскиот јазик, и не би требало толку да се брза. Ние секој пат апелираме родителите, бидејќи тоа е сложена појава, тоа е комплексен еден проблем, ако се појави да не се изучува јазикот на време како што треба, затоа родителите треба најпрво и да побараат стручно мислење кое време е потребно за да се отпочне изучување на странски јазик како втор јазик. Секој пат апелираме треба да има една зрелина во неговиот говорен развиток. Што значи зрелина? Треба некаде околу 25 гласа детево добро да ги изговара. 25 гласа од неговата азбука, од гласовниот систем, убаво и правилно да ги изговара, или во текот на денот да може детево да се изговара околу 100 збора во текот на денот, или вокабуларот, речничкиот фонд да биде некаде околу 3000 збора. Значи, тоа е една зрелина детето има, не само на говорен план, како што реков, и на емотивен план, и на интелектуален план, па и когнитивните способности треба да бидат зрели, за да може да му се наметне ова учење на странски јазик, уште еден странски јазик, се со цел да не се наруша
слушат неговите некои други делови од неговата психа. Има некои родители, не сакам да погрешно да бидам сватена, им го наметнуваат. Дека спонтано тој јазик треба да се научи. Дури се извинувам што ја прекинав, има дури сега еден нов пристап на бебињата да им се пушта CD со англиски говор, да се создаде вештачки двојазична средина за децата од најрана возраст успешно да ги совладаат и двата јазика, и македонскиот и англискиот во случајот или било кој друг, нели, не мора да биде да станува збор за англиски јазик. Да, не мора да станува збор само за англиски јазик. Дали е то прерано и дали тука пристапот може би е има погрешен? таква една метода, како што ми е методата на Хелен Дорон, таа настанува некаде воведена 1985 година. Од областа на лингвистиката е таа метода и таа е разработена така што започнува, како што рековте, многу рано. Дури бебиња почнуваат да го изучуваат странскиот јазик од 3-месечна годишна возраст. 3-месечна. И таа ја воведува методата со истовремено слушање на странски зборови, на странски реченични фрази со комбинација со музика. Дали е тоа класична музика, дали е тоа барокна музика. Меѓутоа со тие звуци, значи малово дете кога ќе ги слуша тие звуци, доаѓа до синергија на мозочните активности и на десната хемисфера и на левата хемисфера на мозочето, и на тој начин му се отвара на него патот за иновација, за иновативен ум. Умот се отвара за да може многу полесно да ги прима и да ги учи странските зборови. Тоа е методата на Хелен. Иначе уште се нарекува и слушање музика на јазикот. Така ја нарекуваат, музика на јазикот, и се промовира, е доста актуелна и доста е застапена. Мислам дека има и во нашиве простори, има и кај нас таква метода. Започнува, мислам, кај нас не толку рано, започнува некаде од 2-годишни деца. Ја се запишуваат за учење на странски јазик, ограничено до 10-годишна возраст дечињава учат странски јазик. Значи, тоа е една метода многу инспирирана. Она е конструира методата учење на јазикот споредувајќи ја со својата ќерка Сузан кога е учела виолината. Виолината многу повеќе ја научила слушајќи ја музиката на виолината него самото учење на ноти. Исто и учењето на странски јазик и малите деца, како што рековме, подпомогнато многу со музика, со мелодија, и на тој начин дечињата кога слушаат различни звуци, различни движења, мелодија, динамика на тие звучни изрази, тие на многу полесен и повеш начин ги совладуваат странските зборови. Колку често кај децата кои што почнуваат рано да учат странски јазик се јавуваат, пред се англискиот, се јавуваат англицизми во говорот, па некои зборови во македонскиот јазик ги заменуваат со зборови на англиски, да речеме боите. Red, blue, black, наместо да ги употребат зборовите на македонски, ги употребуваат на англиски. Да. Во право сте во тоа и ние во нашава работа во логопедската пракса секојдневно се среќаваме со дечиња кои што доста користат англиски зборови. Англискиот јазик навистина е признаен јазик, нели, на едно светско меѓународно ниво. И на тој начин со воведувањето на модерната технологија, нели, на компјутерите, на телефоните, на телевизијата, малите деца додека се мали тие несвесно ги попримуваат странските зборови. Што се англицизми? Тоа е користење или употреба на англиски зборови. Не само зборови, морфеми, може да се употребуваат и цели реченични фрази, цели реченични конструкции. Тоа е доста често кај децата. Меѓутоа, тоа не треба да земи некои широки размери за да почнат да ги мешаат зборовите, англиско-македонски зборови. Значи, не треба да се мешаат, треба да се направи една разлика. Значи, кога се поставува прашање на пример на мајчиниот јазик, не мора македонски да биде. Значи, кога ќе се постави прашање на мајчин јазик, детево да си одговара на истиот јазик како што е поставено прашањето. Воспротивно, ако одговара и ги меша зборчињата македонски, англиски,
турски, англиски, па албански, англиски. Значи, ако доаѓа до мешање, на тој начин не се учи добро јазикот. Не се учи добро јазикот. Јазикот како систем на символи не може многу да допринесе како средство за вербална комуникација, прибидејќи секој не разбира англиски, нели? Не разбира секој. И ако го чува некоја баба или дедо, не може да разбера детево кога ќе сака нешто да се изрази на англиски. Тие не го разбираат. Тоа се такви странски зборови кои што некој од страна на нас, нели, со сила не ни ги донесува, ние сами ги попримуваме. Има такви зборчиња кои што се на англиски и ние возрастните ги користиме, не мора само децата да ги користат. И ние користиме англиски зборови во нашава терминологија кога комуницираме. Така е. А како влие билингвизмот на мозокот кај децата? Точно ли дека овие деца се попаметни? Често пати можеме да прочитаме такви наслови во медиумите. Да. Па вака, она дете кој што зборува странски јазик, кога ќе го научи или ќе го совлада некаде пред 5-та година, тоа се вели дека е попаметно за разлика од она дете кој што го зборува само едниот јазик. Значи, само еден јазик. Значи, самиот мозочен развој доаѓа до зголемување на овие невролошки активности во самата мозочна структура. Се отвараат патиштата за развивање на практични задачи. Значи, малово дете може многу лесно и брзо да совладува практични, проблематични задачи. А исто така може и многу лесно, учејќи го странскиот јазик, да ги развива и комуникативните вештини. Па така, кога ќе се спореди сивата маса и белата маса, што е сива маса, тоа е дел нели на мозокот, кај овие дечиња сивата маса е по-развиена, по-густа е, што се однесува до мозочното ткиво, по-густа и затоа тие многу лесно директно влијае на мозокот и овие деца се многу поинтелигентни, коефициентот на интелигенција многу позголемен е кога знае дете во странски јазик, а исто така се многу поспособни за развивање на когнитивните способности. А во однос на однесувањето, дали има влијание и на однесувањето на децата? Верувајте, тоа се прекрасни деца. Прекрасни дечиња, значи кога ги зборуваат двата јазика. И гледано во светот 60% од децава знаат два јазика. Значи 40% остануваат деца кои што го користат само едниот јазик. А 60%, како што реков, го користат англискиот јазик. Тоа се прекрасни деца затоа што секој пат се насмеани, секој пат се расположени, ведри се со ведар дух и многу се оптимистични. За разлика од дечињава, како што реков, користат еден јазик. Зошто? Затоа што кој нив јакне само довербата. Она дете кој што може убаво да се снајди во комуникација, тоа што се вели има добра, богата самодоверба и ги отвара сите патишта, сите врати може да ги отвори да си реши некоја проблематична ситуација во која ќе се најди. Не се срамежливи, имат иновативно размислување, отворен ум се, расположливи се секој пат и многу се комуникативни. Тоа е карактеристика за дечињата што знаат странски јазик. Доста се комуникативни, од причини што можат да разговараат со секој, без разлика на календарска возраст, и помали од нив, не прават дискриминација, и од помали и средна возраст, па дури со возрастни лица можат да разговараат. Секој пат се тие оптимистични деца, дисциплинирани и деца се за пример. Слагена ви благодарам што денеска бевте дел од Нула Плюс, на вистина интересно издание. Јас и ве разбрав многу нови информации, ако сметав дека сум информирана во однос на оваа тема, вие денеска откривте на вистина нови податоци поврзани со двојазичност, односно растењето на детето во средина каде што се говорат два јазика. Ви благодарам уште еднаш што бевте дел од денешното издание. Благодарам и на вас. Благодарам и на гледачите што не следеа. Се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно.